Прекршување на правата на децата при бракоразводни постапки, семејното насилство и питачењето, односно искористувањето на детскиот труд, се најчести форми на прекршување на детските права пријавени на СОС телефонот за деца и млади минатата година, изјави на денешната пресконференција директорот на првата детска амбасада во светот Меѓаши Драги Змијанац. На СОС телефонот во периодот јануари-декември 2016 година се регистрирани 82 контакти за вкупно 111 деца, жртви или потенцијални жртви, каде постои сомневање за можно кршење на детските права и за кои е потребна одредена помош. Најкарактеристични се податоците за 33 деца кои биле потенцијални жртви на прекршување на правото при бракоразводна постапка. Имаме 21 пријава за деца кои се пожалиле дека се потенцијални жртви на семејно насилство. Во дадениот период имаме 11 дојави за деца кои питачеле и се жртви на експлоатација на нивниот труд, рече Змијанац. Посочи дека кршењето на правото на децата при бракоразводна постапка се повторува неколку години наназад и затоа тие ја поддржале иницијативата на неколку родители за одговорно и заедничко родителство по разводот, сметајќи дека е многу важно да се даде приоритет и фокус на детето при бракоразводни постапки. Координаторот на СОС детскиот телефон Ангела Маневска рече дека од вкупно 82 јавувачи само 5 се деца, а останатите 77 се повозрасни лица, од кои 3 анонимни и 4 правни лица. Според возраста на децата, чии права се прекршени, 46 се на возраст од 6 до 16 години. Од 0 до 5 години има 16 деца, од 14 до 18 има 12, а за 37 деца возраста е непозната. Според етничката припадност, од македонска се 54, албанска 3, ромска 7 и е непозната за 47 деца. Според нивниот пол, машки се 42, женски 37, а непознато е за 32 деца жртви, рече Маневска. Посочи дека во овој период има информации за 6 деца за кои постои сомнение за сексуална злоупотреба од страна на близок или познаник на детето, а загрижувачки е тоа што оваа година, според податоците на детската амбасада Меѓаши, постои сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на малолетни деца. Директорот на Меѓаши исто така повика за помош од операторите на хармонизацијата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 со европскиот 6-цифрен број за помош и поддршка на деца и млади 116 111 и бројот 116 000. Во текот на 2016 година, сервисот за директна помош и материјална поддршка го искористиле 138 граѓани што живеат на работна сиромаштија и се имаат 475 пати обратено и добиено помош од детската амбасада Меѓаши. СОС телефонот за деца и млади функционира 23 години и досега на него се регистрирани вкупно 20.537 повици.